Благодарам подпредседателя и благодарам на доставениот одговор. Не сум задоволна од одговорот, бидејќи очигледно не знаете кои се добра се впишани на листите на УНЕСКО. Зборуваме за впишани добра, не добра кои што се на тентативна листа на чекање за впишување. Значи има разлика. Очигледно како што не знае точно министерката колку капитални проекти има, така не знае колку добра се впишани на листите на УНЕСКО. Можам да ви кажам, значи 6 и плюс 1, 7. Покрај културното и природното наследство на Охрид и Охридскиот регион впишано во 1978 и 80 година, од 2013 година до 2017 се впишани уште 5 на нематеријалната листа на културно наследство на УНЕСКО и плюс е градот Битола вмрежен во листата на креативни градови. Од ова што е доставено како одговор, значи само да кажам, еве, два проекти се финансирани и тоа, оно што е интересно, што и двата проекти се финансирани на невладениот сектор, на невладени организации, што значи дека Министерството ниту има стратегија, ниту пак знае кои се лиценцирани, кои се овластени субјекти за заштита на културно наследство. Ова што сте го одговориле за инвестициите во Кукино, Кукино е на тентативна листа, не е впишано во листите на УНЕСКО. Моето прашање се однесуваше конкретно за тие што се впишани во листите, а ова што сте го напишале, што сте ги навеле сумите за Охрид и Охридскиот регион, почетно за старото градско јадро во Охрид и црквите, почитуван заменик министар, пренесете тоа се сите тековни проекти. Значи тоа не се проекти за заштита, промоција, афирмација на културното наследство. Тоа се тековни проекти кои што е работа која што се одвива во Завод и музеј Охрид и во сите институции кои што се поврзани во процесот на заштита на културно наследство. Така да одговорот комплетно не е задоволителен. Срамота е да не се дадат никакви, значи па дури еве гледам дека овде за Хдрлес, кој што е значи кој е мултинационално досие впишано во листата на УНЕСКО и од страна на Македонија и од страна на Турција, па уште сте навеле дека имале проблеми во документација и затоа не се финансирало. Загрижено министерство, загрижен министер кој што ја разбира проблематиката и кој што знае колку е важна културата и особено промоцијата на културното наследство, ќе вложи дополнителен напор да ги мотивира невладините организации или овластените субјекти, тоа се 5, Институт за